По протестите пред собранието на Република Македонија се приведени две лица на кои им се поднесени прекршошни пријави во врска со насилните протести пред владата, кога беа повредени 38 полицајци, на 17 лица им се издадени глоби и поднесени им се прекршошни пријави. Идентификувани се уште 9 учесници, но се уште се работи на квалификации за нивните дела во соработка со надлежниот јавен обвинител. Предходно идентификуваните четворица кои учествувале во насилствата врз полицијата, од кои две се предходно добро познати на полицијата, веќе се предадени на надлежниот јавен обвинител. МВР во основа на бројните снимки од медиумите и од видеонадзорот продолжува да работи на целосно документирање на завчерашните насилства, откривање на учесниците и нивно изведување пред лицето на правдата. Во меѓувреме основното јавно обвинителство Скопје побара мерка притвор за четворицата учесници во завчерашните протести пред владата. Кривичната пријава е за учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие во тек на протестите. Притворот се бара поради опасност од бегство и околностите што го оправдуваат стравувањето за повторување на делото, велат од Скопското јавно обвинителство. Четворицата се на возраст од 26 до 40 години. Прво осомничениот е познат на полицијата заради поднесени 40 кривични пријави предходно за разбојништво, тешки кражби, насилства и измами, за спречување на службено лице, убиство во обид, противправно лишување од слобода, учество во тепачка, насилство извршено во група, телесна повреда и фалсификување исправа. Истото лице 16 пати бил прекршошно гонет согласно законот за оружје, информира МВР. Министерката за внатрешни работи Гордана Енкуловска честитајќи им го 7 мај, денот на полицијата, на вработените во МВР им се заблагодари за нивната пожртвуваност, професионализам, хуманост и посветеност на работата со кои се гордеат граѓаните на Република Македонија. Според министерката, Република Македонија и незините институции се исправени пред еден од поголемите тестови во поновата историја и затоа вели од вас се очекува да бидете на висината на задачата, почитувајќи ги уставот и законите. Деновиве припадниците на МВР се под жесток напад. Во еден ден 38 полициски службеници беа повредени од страна на група агресивни лица кои на најбрутален начин ги нападнаа полициските службеници кои достоинствено и крајно професионално ги извршуваа своите работни задачи, грижејќи се за јавниот ред и мир за време на насилните демонстрации, порача Јанкуловска на вработените во МВР. Таа подсети на четворицата полициски службеници нападнати на должност во полициската станица Гошинце. Поединци посочува веднаш се обидоа да внесат поделби и раздор, инсинуирајќи дека една од варијантите била режирање на нападот од самата власт. Таа во честитката истакнува дека пред МВР престојат денови во кои, како што вели, креаторите на кризи, дестабилизација и анархија повторно ќе стават на тест приправноста, професионализмот и храброста на полицијата. На овие предизвици потребно е да се одговори на истиот начин како и досега, смирено и достоинствено, но исто така и одлучно, бескомпромисно и пожртвувано. Стои во честитката од министерката Гордана Енкуловска по повод одбележувањето на Денот на полицијата. Народната банка на Република Македонија, според најновите макроекономски податоци, очекува растот на економијата годинава да биде 4,1%, а 4,5% до година, изјави денеска гувернерот Димитар Богов. Општо земено, последните остварувања укажуваат на задржување на слична макроекономска слика, како и во октомвриските проекции со оцени за солиден економски и кредитен раст, отсуство на ценовни притисоци и платно-билансна позиција која обезбедува на тамошно одржување на девизните резерви на адекватно ниво, рече Богов, презентирајќи ги најновите проекции на НБРМ, што биле разгледувани на денешната седница на Советот на банката. Советот оценил дека ризиците за остварување на ова макроекономско сценарио произлегуваат од меѓународното опкружување, пред се од евентуалните промени во динамиката на заздравување на глобалниот економски раст и растот во Европската унија, како и од неизвестноста поврзана со домашните политички случувања. Еврокомесарот за соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан денес изрази уверување дека доколку се продолжи со спроведувањето на договореното, Србија ќе ги отвори преговарачките поглавја во текот на оваа година. Владата во Белград сака да бидат вреднувани остварените резултати и во реформскиот процес и во диалогот Белград-Приштина и очекува економската комисија и земјите членки на Европската унија да дадат согласност за што побрзо отворање на поглавјата, се наведува во соопштението од владината канцеларија за медиуми.
Францускиот министер за финансии Мишел Сапен изјави дека новата британска влада не треба да очекува дека ќе може да договори нови услови за своето членство во Европската унија, што актуелниот премиер Дейвид Камерун го најави ако победи на парламентарните избори во Велика Британија. Сапен изјави дека лидерите на унијата не треба да исклучат длабоки реформи на унијата, но исто така предупреди дека под моменталните околности би било погрешно да се тргне од предпоставка дека е можна ревизија на договорите. Во Велика Британија денеска се одржуваат најнеизвестните парламентарни избори по повеќе децении по предизборната кампања која го привлече вниманието на Европа со оглед на значењето на резултатите од гласањето за задржувањето на земјата во унијата. Лидерот на владеачката конзервативна партија Дейвид Камерун најави референдум за задржување во Европската унија, додека председателот на лабористичката партија Ед Милибанд е против референдумот.